Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Македонска молитва. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Послушаш ли плачот на нашите мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господи, Ти единствен кој си на небото, Господи. Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас. Зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено, за да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Бела, македоноиди, жолта и црна. На вас, македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов и од вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски. И сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви со мене се и колку македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пејат сите ангели за сите кои со мене се, кои со љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кои дел од рајот ви дадов, за сите вас на кои љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и ме дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам, јас сега меѓу вас сум да ви ја кажам вистинската вистина, која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеа. Сакајте ги, вашите најголеми непријатели, затоа што нив јас ви ги пратив, најмногу да ви помогнат вистината за Македонија и за вас македонците светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е дојдено времето македонско, целиот свет вистината да ја дознае и да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде, каде што царува сонцето, нека биде вечна радоста, љубовта
и добрината. Меѓу вас, јас сега сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Почитувани македонци, каде и да сте, добар ден, ви посакува дежурната екипа на Македонското радио, Радио Скопје. На првиот програмски сервис во директната програма Слушајте радио, колегата Војо Стојановски, задолжен за техничкото оформување на програмата, и уредникот и водител на денешниот број Гордица Величковска. Под заеднички наслов Бог ја благословува Македонија ја емитуваме емисијата во рамките на серијалот од 7 емисии, наречен Бог ја благословува Македонија. Во исто време, на иста бранова должина, ќе бидеме со нашиот гостин Ниче Димовски Македон. Во денешнава емисија, условно кажано, нашето мега интервју, нашиот разговор без крај, го завршуваме физички, но не и ментално, па на него го надоврзуваме 7-дневниот Нано Ниче метод. Говоревме и ќе говориме за реткото посведочено и литературизирано искуство од клиничката смрт која ја надживеал авторот. Ке разговаравме за верата, агностиката и онтологијата, за техниката за надминување на сите здравствени и животни проблеми Нано Ниче метод, за непознати делови од македонската историја, за аманетот на Господ Бог за иднината на Македонија и за најновите научни достигнувања во светот на езотеријата и друго. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Во петата поред емисија од циклусот Бог ја благословува Македонија го привршуваме разговорот без крај со нашиот почитуван гостин Ниче Димовски Македон, пошто следува радиоадаптацијата на неговата техника, така наречена Нано Ниче метод, кој несебично го дарува секому за да ги реши проблемите од секаков вид, за подобар и поквалитетен живот. Слушајте не. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Методот на најситната бесконечна енергија или така наречената Нано 7 техника е магнет кој привлекува посреќен и поисполнет живот. Моето лично искуство покажа дека со внимателно и темелно учење и применување на Нано 7 техниката може да се постигне внатрешна преобразба која води кон нов живот. Открив дека единствено нешто кое ми помогна да ја иницирам таа внатрешна промена беше моментот кога се соочив со стравот од смртта кој се преобрази во желба за вистински живот. Доколку навистина сакате да се промените и да имате вистински среќен и исполнет живот, тогаш овој едноставен метод треба да го прочитате повеќе пати. Секоја промена бара учење за да се совлада и примени новото сознание. Умот, еднаш збогатен со ново сознание, никогаш повеќе не може да се врати во првобитна димензија. 14 години носев товар за кој се двоумев дали да го објавам. Со задоволство ви ја пренесувам вистината која ја дознав. Сите ние сме исто и многумина кога ќе го осознаат ова ќе прават поголеми дела од мене, бидејќи ова се учи за една седмица, а јас за тоа потрошив 30 години во истражување за да го објавам во ваква форма. Ова е наједноставниот начин да ги искористите потенцијалите што ги имате во себе, за да си овозможите живот полн со смисла. Самосвесноста значи да се има апсолутна контрола над сето она што свесно ќе го внесеме во подсвеста. Свеста ја штити подсвеста да не влегуваат погрешни информации. Свесно донесете цврста одлука. Што точно сакате да бидете и што сакате да ви се случува. Ти си избран да бидеш еден од оние кои ќе ја креираат новата колективна свест. Од сега само од тебе зависи како ќе искористиш можноста со тајните кои ќе ги откриеш во себе да направиш промена и старите убедувања за кои панично се држиш да исчезнат. Ветете си дека од сега ќе си ги подарувате убавините на животот кои ги заслужувате. Кажете си те сакам, заслужуваш да бидеш среќен и сега си среќен. Само под влијание на овие две основни емоции, ние потикнуваме и започнуваме креативен процес со која пишуваме нашата иднина.
Премногу се едноставни работите, но кој да не ги каже за да започнеме свесно да креираме живот, а не инстинктивно, несвесно. Ние сакале или не, свесно или несвесно, сме богови на нашиот универсум. Овој ден нека не биде како секој ден, туку нека биде ден кога ќе ја промените вашата свест и ќе започнете нов, прекрасен живот. Не одете нервозни на спиење, за да не се заразите и следното утро и да не продолжи да ви се случува она кое не го сакате. Никогаш не носете зло во вашиот кревет. Заспивајте прегрнати со убавините на овој свет, кои веќе утре ќе почна да ви се случуваат. Ова е едноставниот закон на вистината. Научи да бидеш неприкосновен господар на твоите мисли. Промени се ти и светот кој е околу тебе ќе се менува со голема брзина. Ќе станеш магнет кој ќе ги привлекува истите работи кои ги негуваш во умот и душата. Одблизу ќе ја запознаеш среќата, љубовта, простувањето, благосостојбата, здравието и долгиот живот. До денес си она што си го правил досега. Од денес ќе бидеш она што ќе го правиш од сега. Немој ни случајно да кажеш немам време. Заборави оваа реченица, затоа што во тебе постои некој кој се вика подсвест. Подсвеста го слуша секој диалог кој го водиш сам со себе. Ти си на потек. Во овој миг затвори ги очите. Засакаја личноста во која ќе се трансформираш. Уживај во животот постепено, но сигурно. Не читај понатаму, затвори ги за миг очите и засакај се. Кажи си, те сакам и ќе го докажам тоа. Животот треба да се живее по избор, свесно. Никој не може да ни ја каже иднината, затоа што ние самите ја создаваме. Променете го стариот модел на пишување закони за вашата иднина и започнете да патувате од несреќата кон среќата и од омразата кон љубовта. Техниката на 7 дена не дозволува прекинување, но затоа дозволува да замените ден како што вам најмногу ви одговара. Верувајте, ќе бидете изненадени од она што на крајот ќе го постигнете. Секој од нас животот понекогаш го гледа преку погрешните предпоставки и ограничувања кои самиот си ги наметнал. Ако денес не преземете контрола на вашиот живот за да бидете она што од секогаш сте посакувале, ќе останете меѓу оние кои чекаат автобус на улица на која никогаш не поминуваат автобуси. Колку за информација, околу 90% од луѓето чекаат автобус на погрешно место. Кога ќе научиме да бидеме будни и нашите позитивни мисли да преовладуваат процентуално повеќе над негативните, значи дека сме започнале живот за каков сонуваме. Сите оние кои ќе го применат нанониче методот, ќе ги изненадат најпрво своите најблиски, а потоа останатите со своето прекрасно однесување. Уште од времето на големите македонски филозофи Сократ, Платон и Аристотел, низ сите свети книги се говори за живење во сегашниот миг. Само во сегашниот миг ние ја имаме моќта да обликуваме и создаваме енергијата за иднината, каква што би посакале. Мистика на бројот 7. Универзалната интелигенција ја представува генијалноста на природата во секој облик на постоењето, најчесто земајки 7 нивоа како броеви. Ќе настапи миг на будење за една седмица, после која ќе почнеш да сонуваш со отворени очи, бидејќи ќе ја видиш вистината. Вашето второ јас, егото, постојано ќе ве попречува, затоа што не му одговара да се менува. Тоа постојано ќе ве убедува дека вака ви е подобро и колку повеќе ви повторува и води диалог со вас, тоа подсвеста го слуша и ќе направи се за да ви ја докаже неговата вистина. Но не заборавајте, навидум постојат две вистини, но само едната е права, онаа вистинската, која е чиста и непроменлива. Затоа надмудрете го итрецот кој е во вас. Во овој миг секоја секунда 5 до 7 души го напуштаат овој физички свет. Можевме да бидеме и ние двајца меѓу нив, но за среќа сме овде каде што сме. Не заборавај никогаш. Среќата е заразна. Ти си она што се твоите претходни мисли, а ќе бидеш она што се твоите сегашни мисли и затоа она што сега го мисли твојата свест, твојата подсвест ќе го примени во текот на ноќта.
Кога наутро ќе се разбудиш среќен, не постои можност да бидеш несреќен. Испраќај на околината, на се и секом околу тебе, љубезни зборови и прави добри дела и тоа повеќекратно ќе ти се врати кога најмалку очекуваш. Ова е процес на создавање нови вибрации со точно посакувана фреквенција, предизвикана од фокусирање на нештата кои прават да се чувствувате прекрасно, бидејќи и се што правите е со причина да се чувствувате добро. Веднаш ќе ви стане јасно дека не се успешни тие кои имаат најмногу пари, туку оние кои имаат најмногу радост и љубов во срцето. Повторувај си ги во себе постојано зборот успех неколку пати во текот на денот. Почитувани слушатели, веднаш по воведот на Нано Ниче методот на законот на вистината, кој го слушавме во уметничка интерпретација на Весна Атанасовска Вучич, ќе продолжиме со Нано 7 техниката, која говори за тоа како да си создадеме нов живот за само 7 дена. Во 7 дена првиот ден е среќа, вториот ден е простување, третиот ден љубов, четвртиот ден здравје, исхрана и дишење, петиот ден физичка активност и сонце, шестиот ден исполнување на купнежите, а седмиот ден е засакајте се себе си. Вашата мисија за доаѓање на оваа планета е да го живеете животот среќно и да му возможите на сите околу вас да живеат посреќен живот. Колку помали работи ве прават среќни, толку среќата ќе трае подолго. Секој човек посакува да биде среќен и тоа најмногу зависи од него самиот, односно од неговиот умствен став. Направете список на 10 работи кои ве прават среќен. Кога запишувате и имате список, свесноста се зголемува многукратно. Ако во текот на денот ве нападнат негативни мисли, застанете, смирете се, вдишете длабоко, извадете го списокот со среќните работи и прочитајте го. Се што правите, правете го свесно и со љубов, затоа што клучот на среќата е во љубовта и свесноста. Започнете го денот со насмевка. Најважно е како го започнувате денот. Тоа е исто како кога ја барате фреквенцијата на радио на која сакате да слушате убава музика. Повторете неколку пати. Се будам среќен. Започнувам среќен и исполнет живот. Благодарам за среќата. Насмевката го создава најмоćниот лек против секоја болест. Насмевка и афирмативни мисли. Ете тоа е вашето ново утро. Креирај го својот филм. На вашата подсвест можете да влијаете на неколку начини, но најмоćни и најефикасни се менталниот филм и наредбите, кратки и јасни реченици. Кога денот го започнуваме со позитивна мотивација, се будам среќен, ова е мојот среќен ден, во тој миг вие ја програмирате вашата подсвест. Споредете го тоа со процесот на ставање на нова програма во вашиот компјутер. Подсвеста ќе ви изнајде многу причини со кои ќе ве убеди во вистинитоста. За поедноставно, земете лист хартија и запишете ги сите нешта кои ве прават среќни. Може да бидат од типот дека сте живи, здрави, дека живеете на прекрасна планета, дека имате многу пријатели, партнер, деца, дом, работа и така натаму. Задржете умствената состојба на среќа доволно долго за подсвеста да поверува во вистинитоста. Ако пак ве нападне некоја негативна мисла, речете си: мојот ум и тело не заслужуваат ваква храна и верувајте во тој миг се ќе ви се промени. Подсвеста ќе ја покаже својата моќ. Затоа повторувајте повеќе пати во текот на денот: јас сум среќен и најсреќен. Живејте во сегашноста. Секогаш кога ќе ве прашаат како сте, одговорете: одлично, среќно. И дајте му причина на соговорникот и тој да се чувствува така. За да бидете среќни во сегашноста, не треба да размислувате за несреќните моменти од минатото или пак да стравувате за еднината. Прифатете го животот онаков каков што е. Сегашноста ја креирате само вие. Рајот е насекаде околу вас, од вас зависи дали ќе го видите. Вашата среќа е ваша внатрешна проекција која ќе ја пронајдете само ако верувате во неа. Го привлекувате она што го зрачите, а останатото бега од вас.
Разликувајте ја среќата од моменталното задоволство. Вистинската среќа е таа што ќе ја научите со умот и срцето и ќе ве ослободи од страдањето. Затоа, пред да донесете каква било одлука, размислете со смирен ум, верувајте во сопствената вредност. Секое човечко битие има своја вредност. Вредноста на личноста, сопствената вредност, треба да ја барате во вас. Во вашата подготвеност да се соочите со сите предизвици и искушенија во животот на еден човечен, високо етичен и достоинствен начин. Никогаш не помислувајте дека немате среќа во обстојувањето наречено живот. Мислете само на успех. Човекот кој му се радува на животот секогаш е исполнет со животна радост, има голема емоционална енергија и може да го издржи секој ненадеен стрес. Заспите гледајќи го сопствениот филм. Пред да заспиете, прво направете анализа на изминатиот ден, што сте научиле. После направената детална анализа, подгответе се за својот филм и за своите афирмативни реченици. Легнете си, опуштете се и дишете мирно и длабоко. Почнете да си ги кажувате вечерните наредби. Повторете ги повеќе пати во себе, полугласно или ако сте сами гласно, но никогаш не изговарајте ги механички. Мислете на нивното значење со длабоко верување и за да биде поефикасно, поврзете ги со сцени од вашиот ментален филм. Верувајте, резултатот набрзо ќе го видите во реалниот живот. Ја пронајдов вистината. Среќен сум и утре ќе се разбудам среќен. Благодарам за среќата, бесконечна енергија. Втор ден. Простување. Се случува со причина. Кога ќе направи нешто лошо, простиот човек ги обвинува другите. Оној што е на почетокот на образованието се обвинува себе си. Вистински образованиот човек не ги обвинува ни другите, ни себе си. Сократ, македонски филозоф. Ако молчиш, молчи од љубов. Ако зборуваш, зборувај од љубов. Ако опоменуваш, опоменувај од љубов. Ако простуваш, простувај од љубов. Свети Августин. Суштината на простувањето. Законот на вистината во првиот ден ви ја откри среќата, а во вториот ден ви ја открива суштината на простувањето. Суштината на простувањето е во процесот на чистењето. Простувањето е миење на душата, подсвеста. Откријте кои се причините за вашето страдање. Што е тоа што ви создава немир? Ви го нарушува спокојството? Дали се тоа лошите спомени, направените грешки, или пак сте повредени од некого, се чувствувате искористени, огорчени, гневни, бесни? Тоа се деструктивни мисли со кои се казнувате секојдневно. Како што рекол Епиктет, не е важно што ти се случува, туку како реагираш на тоа. Мислите патуваат, расположението е заразно, а ако ние сме исчистени од злото, ќе зрачиме со среќа, мир, љубов, која не може да ја наруши ни едно зло. Прашувате зошто да простите? За да се ослободите од страдањето. Одговорот е едноставен. За да се ослободите од страдањето. Исто би било ако прашате зошто да го чистам домот.
Дали ги чувате лушпите од исцедениот портокал или лимон? Дали? Се што некогаш ве повредило, веќе не постои во времето, освен во вашата виртуелна стварност. Тоа го буди сеќавањето и го труе умот кој пак ве принудува на страдање и болка. Тие кои ве сакаат, го очекуваат вашето внимание, кое вие им го отстапувате на оние кои ви се непријатели и им дозволувате да ви се наметнат во мислите. Умните луѓе простуваат, а другите целиот живот го носат товарот кој самите си го ставиле во душата. Да не се прости на душата или себе си е исто како да носите распад на труп во вас, секаде каде што одите. Легнувате и станувате со него. На крајот на патот, скоро сите простуваат, но веќе се толку подграбавени од товарот, што веќе ништо не може да видат, освен горчината во душата од отровот со кој ја труеле сиот живот. И затоа простувај, сега и веднаш. Соочете се со причината. Секој човек има право на среќа и љубов. Ако ви се случило да ве напушти саканата личност, љубовта во која сте верувале, знаете дека тоа не е случајно. Случајности не постојат. Тоа се случило за да можете преку таа нанесена болка и искушение да пораснете и да се подготвите за поголема среќа и љубов која доаѓа. Затоа, наместо да страдате и да тагувате, заблагодарете се и простете. Простете му, ослободете го и посакајте му ги сите убавини на овој свет. И на вистина, она што ќе му посакате, токму тоа ќе почне да влегува во вашиот живот. Не замерувајте. Епиктет рекол: ако некој ти каже дека за тебе зборуваат многу лошо, немој да се браниш, оправдувајќи се од реченото, туку одговори дека тие луѓе не ги знаат другите твои маани, па затоа ги спомнуваат само овие. Што и да ви кажал некој или ви направил нешто лошо, тоа врз вас ќе нема моќ доколку вашиот ум остане смирен, разумен и мудар, да го спречи истото да заживее во вас. Едноставно, не замерувајте му. Согледајте кога, кому и како да простите. Направивте избор да простите, но се прашувате кога и како тоа да го направите. Едноставно, не треба да чекате, туку веднаш да простите. Не дозволувајте лутината, огорченоста, гордоста или што и да е друго да ви застане на патот на вашиот избор да простите и да се ослободите од товарот. Затоа што, ако чекате подолго време за да простите, може да се случи да биде доцна. Всушност, најпогодното време за простување е моментот кога сте одлучиле, сте избрале да простите и никако не одложувајте. Ако прашувате како да простите, одговорот е: сместете се онамо каде што се чувствувате пријатно, затворете ги очите и повикајте го во мислите оној кого сакате да му простите. Замислете го тој што треба да му простите и кажете му: целосно ти простувам, ти давам мир и слобода и ти мене ме ослободуваш. Јас сум ослободен, оди сега во мир, со љубов. Дознајте колку пати треба да простите и да заборавите. Научивте кога и како да простите. Сега е време да научите колку пати треба да го направите тоа, за конечно да се ослободите од товарот, испраќајќи го во заборав. Најдобриот пример е во Светото писмо, кога Петар го праша Исус: Господи, колку пати да му простам на брата си кој греши против мене? До 7 пати ли? Исус му одговорил: не ти велам до 7 пати,
туку до 70 пати по 7. Со ова тој кажува: продолжи да простуваш, простувај толку колку што треба. Соберете ги плодовите од простувањето. Кога ќе си простите себе си и на другите, ќе ги неутрализирате негативните вибрации, ќе го симнете товарот од душата кој непотребно го носите и ќе се намагнетизирате со нова прекрасна висока вибрација, на чија фреквенција се убавините на животот. Кога еднаш ќе го научите и секојдневно ќе го практикувате простувањето, ќе ги почувствувате највозвишените човечки вредности: љубовта, сомилоста и скромноста. Човечки е да се прости. Запомни. Вечерва уште еднаш. Со внимание изговорете го текстот и во текот на утрешниот ден применете ја во целост техниката за вториот ден. Почитувани слушатели, во реализација и подготовка на серијалот Бог ја благословува Македонија учествуваа спикерите Весна Атанасовска Вучич и Часлав Митрички. Тонското снимање и монтажите беа на Мирче Костадиновски, Бесим Кека, Гајор Бериша, Борче Трагачевски, Весна Спасовска и Игор Димов. Музичката илустрација е на Билјана Николовска. Дежурен во директната програма на Слушајте радио беше автор на проектот, уредник и водител на Слушајте радио Гордица Величковска. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Ги слушнавме упатствата за првите 2 дена. Првиот ден среќа и вториот ден простување. А денеска во наша радиоадаптација ќе ви ги пренесеме и останатите 5 дена. Слушајте не. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Почитувани слушатели, како што најавивме на почетокот на емисијата, продолжуваме со техниката нано-ниче метод на законот на вистината. Тоа е техника за креирање на позитивна енергија и квалитетен живот за само 7 дена според истоимената книга на Ниче Димовски Македон, кој меѓу другото запиша: ова е техника која мене ми помогна да си го сменам животот на подобро и да добијам се што ќе посакам во животот. На наједноставен начин ги остварив моите соништа, со искрена желба и ти да ја примениш, за потоа да живееш полетно, среќно и исполнето. Се што правиш, го правиш најпрво за себе. Ниче Димовски Македон додава: ова техника на најбрз и наједноставен начин прави промена во индивидуалната свест, при што се рефлектира и на колективната свест од нашето окружување. Доколку во една држава започнат да го користат 4% од луѓето овој метод, например во Македонија 90.000 луѓе, ќе се постигне успех кој неминовно таа земја и народ ќе ги направи први меѓу првите. На сличен начин, јапонците по Втората светска војна ја променија колективната свест и Јапонија стана една од најмоćните земји во светот, на финансиско, економско и на духовно поле. Од 2012 година, смета Ниче, светот на глобално ниво е влезен во нова димензија на промена на мисловниот процес. Настапена е, значи, нова ера на човековата мудрост, а нејзина главна карактеристика е откривањето на изворот на бескрајната енергија. Тоа е промена за која говореа древните македонци, маите, толтеците и многу други цивилизации кои преку пишаниот збор оставиле печат во минатото. Во минатата емисија ви ги предадовме во наша радиоадаптација првиот ден среќа и вториот ден простување. Сега ќе ви ги пренесеме останатите 5 дена, од кои третиот ден е љубов, четвртиот ден здравје, исхрана и дишење, петиот ден физичка активност и сонце, шестиот ден исполнување на копнежите, седмиот ден засакајте се себе си.
Љубовта највозвишеното чувство. Љубовта никогаш не престанува, а другото, ако се пророштва, ќе престанат. Ако се јазици, ќе замолкнат. Ако се знаења, ќе исчезнат. Апостол Павле до Коринтијаните. Каква и да е, љубовта го движи светот. За да добиете љубов, најпрво треба да ја дадете. Засакајте се онаков каков што сте, за и другите да ве засакаат вас. Ако сте лоши кон себе, и светот ќе ве поддржи. Никогаш не трчајте и не барајте љубов, зашто колку повеќе трчате по неа, таа ќе бега затоа што не постои и во вас. Каде и да одите, ова ќе ве следи. Одберете љубов. После среќата и простувањето во третиот ден, законот на вистината оди чекор понатаму и ви ја открива љубовта. Таа е повеќе од среќа, повеќе од простување. Одберете љубов за да бидете во хармонија со природата. Љубовта е највозвишеното чувство на човекот. За да го држувате и негувате во вас, треба да имате дисциплина, концентрација, трпение, понизност, објективност и верба. Креирајте љубов. Ако вашата намера да пренесете енергија на љубов е искрена, не можете да промашите, затоа што во суптилните области на свеста намерата е еднаква на акцијата. Леонард Ласков. Две основни чувства го движат светот – стравот и љубовта. Сами бирате на кого ќе му служите. Секогаш кога сте полни со љубов, стравот бега од вас и затоа се вели: стравот тропна на вратата, ја отвори љубовта и немаше никој. Се што правите, правете го со љубов и успехот никогаш нема да изостане. За да можете да давате љубов, треба да започнете да ја креирате во вас, затоа што не можете да дадете нешто што го немате. Создадете ја во вас и ќе ја имате за себе и за другите. Кога зрачите со љубов, вие сте заштитени од негативна енергија, исто како да сте под стаклено звоно, бидејќи ја одбивате енергијата со ниска и бавна фреквенција. Насмевката е најдобрата другарка на љубовта. Зрачете љубов. Ја одбравте љубовта, ја создадовте, а сега треба и да ја покажете таа љубов кон себе и кон вашето обкружување. Смислата и целта на животот е љубовта, љубовта кон Бога и кон се она што е негова творба. Бидете полни со љубов и со возвишени мисли за секого, за се што работите, за се што ви се случува. Љубовта е над се. Колку повеќе љубов има во вашата душа, толку повеќе ќе го преобразувате злото во добро. Љубовта е моќна, најмоќно оружје кое ја уништува омразата, агресијата, која што ја имате во себе. За оној кој има љубов во себе, страдањата престануваат да постојат, затоа што тој со радост ги дочекува и убавите и лошите моменти во животот. Љубовта која дава живот, мудроста која дава светлина и вистината која дава слобода, рекол учителот Петар Данов. Ако направите мала анализа на овие зборови, ќе сватите суштината на единството и вие му припаѓате на тоа единство како и се околу вас. Погледнете ја природата. Се во неа е пројава на божествената љубов. Доживејте ја како таква за да го разберете животот. Бидете во хармонија со природата, приближите и се со љубов, исто како детето кога оди со радост во прегратките на својата мајка. Ако ве нападнат негативни мисли, бидете будни и избркајте ги и заменете ги со благородни мисли. Љубовта нека биде вашето секојдневие, вашиот избор на животна енергија. Најважно е вашата душа, чиста и нежна однатре, да зрачи со љубов. Со кој интензитет ќе зрачи, зависи само од вас и од никој друг. Пронајдете ја вистинската љубов.
Вистинската љубов ќе ја почувствувате тогаш кога веќе нема да сакате да поседувате ништо и никого. Од вас ќе исчезнат посесивноста, љубомората, завидливоста, споредувањето со другите и сите зла што го невозможуваат протокот на љубовта, онаа вистинската. Тогаш ќе бидете подобар од себе си, а не од другите. Најпрво почнете од себе, љубовта кон себе си, а потоа и кон другите. Вистинската љубов значи прифаќање на сите доблести и маани. Мудрите рекле: дрвото ја дава сенката и на дрвосечачот кој го сече. Седнете во природа, не правете ништо, само наблюдувајте и тогаш длабоко во себе ќе ја почувствувате вистинската љубов, божествената љубов. Негувајте ја вистинската љубов. Многу одамна некаде прочитав: таму каде што почнува твојата слобода, завршува мојата слобода. Мирисот на цветот се шири без да ве принудува да одите да го помирисате. Во природата владее законот за љубовта и слободата, нема изнудувања, нема притисоци и контролирања. Никогаш не предавајте се на изнудувањата, затоа што така си ја загрозувате својата слобода, а и способноста да љубите чисто и искрено. Вистинската љубов не ограничува, не контролира, не притиска. Напротив, почитува, односно таа е слободата да бидеш она што си. Научите да љубите безусловно, без очекување за направената добрина. Уништете го секое зло и станете покреативни и помоćни од она што во моментот сте, користејќи ја најсилната енергија, најмоćното оружје кое ви е дадено – љубовта. Најпрво засакајте се самите и дајте си љубов, а потоа безусловно засакајте ги сите како што се сакате себе си. Тогаш ќе исчезне стравот да им кажувате на блиските дека ги сакате и да им се обраќате со убави зборови. Ќе зрачите како сонце и ќе бидете добредојдени исто како него. Давајте им љубов на другите како што им давате на своите деца, не очекувајќи ништо за возврат. Тогаш вашиот живот ќе се претвори во рај и на сите околу вас, бидејќи среќата и љубовта се заразни. Најчист пример за безусловната љубов е мајчинската љубов. Љубов ослободена од секакви очекувања, од барањето да се добие нешто за возврат. Децата кои од родителите не добиваат доволно љубов, започнуваат свесно да се прават болни, слаби и немоćни само за да го свртат вниманието кон себе, а се со една цел – да изнудат повеќе родителска љубов. Во секојдневието среќаваме многумина кои своите пријатели и партнери ги бираат не според нивните вредности како личности, туку според тоа што можат да им го дадат од материјалното богатство. Сега будно и свесно наблюдувајте ја таа нивна љубов, колку е вистинска и колку е трајна. Секако дека не е. Исчезнува веднаш штом ќе се загуби интересот, тоест материјалните придобивки. Безусловната љубов значи да давате љубов без да очекувате некакво возвраќање или благодарност. Едноставно давајте, затоа што сакате да давате, затоа што се чувствувате слободни да давате. Може би за себе да мислите дека сте полни со љубов, но ако не ја дадете никому, таа само ќе биде замислена во вашиот ум. Засагајте ги своите непријатели. Ви зборувам на вас кои слушате. Љубете ги непријателите своји, правете им добрини на оние кои ве мразат. Ја одбравте љубовта, ја создадовте, ја зрачите кон себе и кон тие што ги сакате. Ја пронајдовте вистинската божествена љубов и слободата. И што уште ви останува? Останува да научите да ги засакате и своите непријатели. Тоа не е возможно, ќе помислите или ќе ви биде смешно, но верувајте, тука е вистинското покажување на љубовта. Многу е лесно да се сакаат блиските и пријателите, но најголемиот предизвик на љубовта е да го сакате тој што ви направил лошто или на некој начин ве повредил. Само внимавајте, љубовта не смее да биде лицемерна, или ја давате или не. Се прашувате како да ги засакам непријателите. Епа така едноставно. Како што правите нешто за кое што чувствувате дека е корисно, важно. Личноста која ве навредила, која е полна со омраза, гнев и бес,
Замислете си дека е личност со некој недостаток, хендикеп, и ќе забележите како бесот во вас се трансформира во сочувство. Ако успеете да ја задржите добрата мисла за таа личност, да ја благословувате или да бидете во мир со неа, вие сте на вистинскиот пат на љубовта. По тој пат ќе ги собирате плодовите на благословот, на молитвата, мирот и почита. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Здравието е најголемото богатство. Здравието е нашата севкупна состојба, физичка, психичка, емоционална, ментална, спиритуална, со еден збор умешноста на нашето живење. Запознајте ги непријателите на вашето здравие. Мислата има креативна моќ. Ако една креативна мисла е придружена со силна емоција, позитивна или негативна, станува вистина. Мислата има најголемата моќ врз здравието на телото. Голем број од непријателите кои го напаѓаат нашето здравие доаѓаат преку мислата. Веќе знаеме големата моќ на мислата како врз здравието, така и врз другите сфери на животот. Таквите непријатели се само осудата, осудувањето на другите, зависта, љубомората, агресивноста, нетрпеливоста, загриженоста, бесот, омразата, гневот, гордоста, алчноста, препотентноста, зајадливоста. Сите тие всушност се производ на стравот и големото его во човекот. Тоа се отрови кои иницираат зачеток на заболување, создавајќи биохемиски реакции кои пак предизвикуваат киселост и предизвикуваат отрови, сулфоцијанати во крвта, а клетките не можат навремено да се ослободат од тие токсини. Стравот е многу опасен непријател за организмот, затоа што ги парализира виталните органи. Загриженоста исто така е опасна, бидејќи го напаѓа целиот имунолошки систем. Стресот е најопасниот непријател кој може со молскавична брзина да не убие. Љубомората и гневот можат да станат смртен непријател на нашето здравие. Љубомората го уништува видот, а гневот го уништува апетитот и варењето на храната. Депресијата, ако трае подолго време, ги ослабнува сите функции на органите и во најсилниот организам. Дознајте зошто се разболувате. Факт е дека секогаш кога телото е изложено на негативни емоции и вибрации, во него се создаваат отрови од кои треба да се ослободите. Тогаш чувствувате желба да заплачете, ве облева ладна пот, ви се менува миризбата на телото, бојата и миризбата на урината, во устата чувствувате горчлив вкус. Овие отрови ја имаат истата, па дури и поголемата убиствена моќ и од отровите на шкорпиите, змиите со кои тие го неспособуваат, тоест го убиваат својот плен или непријател. Околу 80% од болестите кај луѓето се создадени на психичка основа, па затоа се нарекуваат психосоматски болести. Но пред телото да се разболи, прво се разболува умот од деструктивните мисли кои доаѓаат како несакани гости. Денес и конвенционалната медицина потврдува дека луѓето самите се разболуваат несвесно, повикувајќи ги болестите. Имате моќ да создавате болести во вашето тело, но и моќ со која на истаков начин можете да ги отстранувате. Секој го може тоа. Со внатрешна дисциплина можете постепено да ги искорените деструктивните мисли од умот, а со тоа да ги отстраните причините за создавањето на болеста. Секогаш однесувајте се како да сте полни со здравие за да привлечете околности за здравие, добра мисла, чувство на љубов и душевен мир. Не овкајте за да привлечете нечија љубов, внимание и сожалување. Важно е телото да се сака такво какво што е и да се мисли најдобро за здравствената, физичката и психичката состојба. Секој умен човек е задоволен со тоа што го има. Да се придржувате на разумна исхрана, да одржувате физичка активност, правилно дишење, чистење на организмот и доволно внесување вода со што ќе се активира животната енергија. Осаменоста во планина или манастир и дружењето со тишината честопати се најдобриот лек за многу болести. Научете да бидете сами со себе во тишината, не правете ништо, само опуштете се и следете го своето дишење. Ослободете го умот од секакви мисли, едноставно почувствувајте, а тишината околу вас и во вас. Потрудете се ова да ви стане секојдневна навика, зашто се доволни само 20 минути.
Одберете си боја, одберете си животна енергија. За лековитата моќ на боите се знае од давнина. Кинеската медицина ги користи веќе 5000 години за диагностицирање на болестите. Секоја боја има своја енергија и свое влијание врз човековото здравје во зависност од должината на своите бранови. Така, белата боја смирува и балансира. Виолетовата ја зголемува способноста за размислување и духовно издигнување. Сината и модросината действуваат смирувачки за добар сон и смирување на ревматските болки. Интензивно модрата боја помага во лечењето на депресијата. Зелената и зеленосината боја го хармонизираат нервниот систем, смируваат, опуштаат. Жолтата и портокаловата предизвикуваат еуфорија, го стимулираат варењето и апсорбцијата на храната, добро влијаат на мускулите и кожата. Портокалово-црвената, интензивната црвена се бои кои надразнуваат, ги надразнуваат лимфните жлезди, делуваат како афродизијак, но може да потекнат и агресивност, смируваат болки од изгореници и го забрзуваат нивното зараснување и помагаат при лечењето на сипаници. Која е вашата омилена боја? Ако е темно-сина, вие сте чувствителни, нежни, лојални и го сакате својот мир. Ако е зелено-сина, вие сте напнати, посесивни, тврдоглави и знаете да се прецените себе си. Ако е интензивно жолта, вие сте активни, весели по природа, може би малку превртливи во љубовта, ви недостига оригиналност и ви интересира се што ви обкружува. Ако е портокалово-црвен, вие сте ефикасни, борбени, сакате да командувате и сте доста привлечни. Во ниту еден случај не ја одбирајте црната боја, бидејќи таа е најголемиот крадец на енергија, ја впива целата светлост на енергија и не ја емитува. Сличен ефект имаат сивата и кафеавата боја. Затоа одберете и живејте во светот на убавите и весели бои, а тие ќе ви помогнат да имате добро здравје. За да ги создавате добрите вибрации, треба да одржувате хармонијата на духот преку љубовта, молитвата, слободата и хуморот. Пред се ги опушта нервите и мускулите, ја подобрува работата на срцето, го потикнува лачењето на ендорфинот, хормонот за среќа, исто така и на катехоламинот, хормонот задолжен за имунитет и борба против болестите. Го забрзува вдишувањето, респирацијата, зголемувајќи го капацитетот на белите дробови, со што се чисти организмот, се забрзува крвотокот и се подмладувате. Излечете се со помош на автосугестија. Секоја болест се уништува со верба во излекување, убави мисли, мир во душата и љубов во срцето. Најдете ваша афирмација или искористете ја следнава. Секој ден ми е се подобро, јас сум здрав и силата ми се врати, јас не се плашам од тебе, јас сум здрав. Заштитен сум од бесконечната енергија и таа ми носи здравје и радост во животот. Храната е таа која му дава енергија на телото или пак му ја краде. Видете што имате во кујната. Земете еден лист хартија и молив и влезете во кујната. Ако на списокот има повеќе плусови здрава храна отколку минуси нездрава храна, тогаш честитам, вие се грижите за вашето здравје. Доколку е обратно, време е да го смените начинот на исхрана. Мој предлог е да го пробате методот за прочистување на Кацуџо Ниши, прочистување со ориз. Одберете ориз со долгнавести жолтеникави зрна, интегрален. Од вечер, ден пред да започнете со прочистувањето, земете една чаша ориз, отстранете ги нечистотиите и прелејте го со вода. Оставете го да се натопува во текот на ноќта. Утрото истурете ја водата, на киснатиот ориз ставете го во тенџере, прелите го со 2 чаши вода и варете го се додека делумно не ја снема водата. Потоа измејте го оризот од скробот, поделете го во 4 порции и јадете во текот на денот во 4 еднакви временски интервали. Оризот треба да се јаде полека и многу добро да се изџвака. 20 минути пред конзумирање на оризот треба да испиете чаша зелен чај со една лажичка јаболков оцет и малку морска сол. Ништо друго не треба да се пие, ниту да се јаде во текот на денот. Вечерта повторно потопете чаша ориз и оставите го да кисне преку ноќта. Повторите постапката од претходниот ден со таа разлика што можете да изедете и малку варено цвекло или неколку свежи јаболка.
Направете пауза 3-4 дена, а потоа повторете ја дводневната процедура на чистење и повторно пауза од 3-4 дена. Така правете цел месец, па направете пауза 1 месец, а потоа повторно продолжувате по истиот распоред. Во текот на чистењето и во време на паузата постојано пиете по една чаша зелен чај во текот на денот. Оризот на најдобар начин ги впива отровите и штетните материи од организмот. Исто така вашиот организам може да го прочистувате и преку постот, кој обично се прави од верски причини, од кој има придобивки и телото и духот. Користете свеж зеленчук и овошје, затоа што се полни со витамини и минерали. Наутро напите се 1 до 2 чаши чиста вода, изедете овошје или напите се овошен сок. Потоа јадете житарки. Околу 30-40 минути пред ручек овошје. На ручек салата комбинирана со протеинска храна, риба, месо, сирење, навечер нешто лесно по желба и во мала количина. Не заборавајте го златното правило. Не јадете 3 часа пред легнување. Исто така, покрај исхраната треба да се води ред и за одморот. Секоја вечер треба да легнувате во одредено време и да спиете 7 до 8 часа за телото да акумулира енергија. Набавете здрава храна. Свежо сезонско овошје и зеленчук. Јаткасти плодови, ореви, лешници, бадеми, семки од тиква, сончоглед, пченични николци, мед, житарки, суво овошје. Со еден збор необработена природна храна без конзерванси и хемикалии. Уште денес набавете го она што го сакате. Житарките може да ги потопите и да ги конзумирате во следните 72 часа, со што ќе ги задржат ензимите. Може да потопите семе од лен, тиква, сончоглед, ове, суво грозје, ореви, бадеми, а потоа да ги потопите со млеко, јогурт и заблажите со мед. Секогаш купувајте го она што го нуди природата во периодот од сезоната. Не лажете се да купувате домати во зима. За правилно да се комбинира храната, потребно е да се јаде една концентрирана храна за еден оброк, а не 2-3. Гответе и намачете ја храната. Свежата храна содржи најмногу хранливи материи и ферменти кои човековиот организам лесно ги вари. Научете да јадете. Смирете се, опуштете се, па дури после земете го вашиот оброк. Заблагодарете и се на храната која ви дава животна енергија. Знаете дека варењето на храната започнува во устата, затоа треба убаво да се изџвака, да се натопи со плунка која содржи ензими пред да се готне. Уживајте во секој залак и џвакајте што подолго, најмалку 30 до 50 пати. Пијте вода. Водата е многу важен фактор за вашето здравје. Ако 80% сте вода, толков процент треба да внесувате дневно. Водата ја чисти крвта од сите отрови. Телото ви испраќа сигнали кога има недостаток од вода, манифестирајќи го тоа како главоболка или варирање на крвниот притисок. Кога вдишувам, јас го смирувам своето тело. Кога издишувам, се насмевнувам. Живејќи во сегашниот момент, свесен сум дека тоа е прекрасен момент. Тич над кан. Дишење, патот по кој доаѓа здравието. Доколку дишаме неправилно, белите дробови не успеваат да ја извршат својата задача, да носат кислород и животна енергија до секоја клетка на организмот. Оно што дише брзо и алчно, многу брзо ќе ги исцрпи своите резерви за дишење и умира порано отколку што треба. Оно што живее мирно и што дише бавно, на тој начин ги заштедува резервите на своето дишење и живее подолго. Ако научиме да го контролираме дишењето, ние во своји раце ја преземаме контролата над животната енергија на својот организам, а тоа значи и над своето здравје. Правилното дишење е слободно, спокојно и незабележливо. Не бара никаков напор, а на организмот му носи голема количина на енергија. Со правилното дишење се случува бавна и исцелувачка масажа на сите внатрешни органи, а посебно на стомачните. Секој орган и секоја клетка почнуваат да пливаат во кислород, да дишат, да живеат, да се исполнуваат со животна енергија. Оживувачката енергија ја потиснува болеста, која најчесто се јавува од недостиг на енергија. Вежбајте го дишењето. За да го усвоите идеалното дишење, треба да го вежбате долното стомачно дишење, бидејќи тоа е најблиску до идеалното.
Овозможете и на животната енергија да се влива и да протекува низ вас. Пети ден физичка активност и сонце. Во текот на денот секој од нас треба да си посвети најмалку 20 на минути. Кога ќе се разбудите, прво што треба да направите е да се истегнете едноставно како што тоа го прават мачките. Потоа треба да направите неколку физички вежби кои не се многу напорни, бидејќи после будењето мускулите се уште поспани и ако запнете со напорни вежби може да се повредите. После вежбањето треба да се истуширате, тоа ќе ви даде полетно чувство во текот на целиот ден. Оние кои ја поминале 40-та година, пожелно е секој утро да ги практикуваат 5 тибетански вежби кои помагаат при активирање на енергетските полиња и нивно урамнотежување. Запишете си некои афирмативни мисли и потрудете се да ги повторувате додека вежбате. Доколку пак сакате да научите некој странски јазик, можете да си запишете по неколку збора и додека сте физички активни, наместо да водите диалог во вашиот ум за беззначајни работи, повторувајте ги зборовите или мислите кои сакате да ги запомните. Изгревот на сонцето изобилува со животна енергија, а првите сончеви зраци се најактивни. Тие влијаат на обновувањето на клетките и работата на човековиот мозок. Лековитата моќ на сонцето е до 10 часот наутро, а попладневната моќ е занемарлива. Најубавите месеци за обновување на животната сила со помош на сончевите зраци се од 22 март до 22 јуни. Соларната јога е техника со која физичкото тело може да се регенерира со едноставно гледање во сонцето. Правилата велат дека треба да стоиме боси на земја, бидејќи ние сме проводници на енергијата која доаѓа од сонцето. Луѓето кои ја владеат оваа техника се нарекуваат луѓе кои се хранат со Божјата храна. Веројатно се би останало како легенда доколку не се појавеше сензационалната вест за Хира Ратан Манек, 71-годишниот инженер по машинство од југот на Индија, кој тврдеше дека од 18 јуни 1995 година живее од чаша вода дневно со повремено консумирање на чај и млеко и најбитното сончевата енергија. Со примената и секојдневното вежбање на соларната јога исчезнуваат сите физички и психички заболувања и тоа во рок од неколку месеци. Гледајте во сонцето. Постапката е безбедна, едноставна и применлива за секого од 5 до 99 години. Зголемувањето на времетраењето во гледање на сонцето носи видни подобрувања. Се почнува со 10 секунди и постепено се зголемува до 15 минути дневно, но само првиот час од изгревањето или последниот час до заоѓањето на сонцето. Придобивки од оваа постапка се за менталното здравје, за физичкото здравје, за духовната и спиритуална добробит. Сето ова се случува поради тоа што сончевата светлина има позитивно влијание на човековото тело. Всушност, при гледање во сонцето сите внатрешни органи зависат од спектарот на боите на сончевите зраци. Ако некој орган боледува, причината е недостаток на одредени бои од овој спектар. Кога телото ќе ја прими таа боја, болката исчезнува. Сунгазинг, зјапање во сонцето, зема се поголем зама во светот како дел од холистичките методи. Техниката е едноставна и брзо се учи од лица едуцирани за тоа. Напомена и предупредување. Гледањето во сонцето, доколку е според предвиденото времетраење и упатства, нема никаква опасност. Воспротивно, може да ви остави трајни последици со намалување на видот, дури и ослепување. 3 работи ги уништуваат народите: алчност, ароганција и завист. Истото важи и за поединците. Знаете ли што сакате? Во Вселената нема случајности, треба само да откриете што сакате. Кога ќе знаете што сакате, свесно ќе ги повикувате само оние работи кои ве исполнуваат и ве прават среќни. Вселената е таа која ќе одговори на вашите барања. Најважно за вас е да научите да ги забележувате, односно да се концентрирате на работите што ги сакате, а да ги игнорирате оние кои не ги сакате. Како да барате за да добиете? Кога знаете што сакате, треба вистински на тоа да мислите со силна емоција и верба дека тоа е веќе тука. Од моето лично искуство ви советувам да ги викнете на помош визуализацијата, имагинацијата и автосугестијата.
Тие се пријателите кои најмногу ќе ви помогнат. Сепак, за да не направите конфузија со вашите вибрации, немојте никогаш да посакувате повеќе работи одеднаш. Побарајте едно и посветете го целото внимание на тоа. Секогаш покрај креветот имајте хартија и пенкало за да можете да запишете некоја идеја за која подсвеста ќе ви помогне да го пронајдете одговорот. Тоа е вашата душа. Разговарајте со неа и ќе се изненадите кога таа ќе има одговор на секое прашање. Избркајте го егото. Егото може и најчесто е најголемиот блокатор за успех и духовен напредок. Тоа постојано ја бара истата храна. Види ме, јас сум подобар од сите. Внимавајте што ви бара егото. Не хранете го и тоа ќе умре. Секогаш кога ќе ви се вметнат во вашето свесно внимание погрешни мисли, неутрализирајте ги мислејки на нешто позитивно. Друг начин не постои. Затоа кога се плашите од нешто, веднаш воспоставете нова вибрација и фреквенција на спротивната мисла, среќа и љубов. Не ги визуализирајте работите кои не сакате да се материализираат во физичка форма. Секогаш визуализирајте го филмот кој сакате да ви се случува во животот. Свесно насочувајте ги секогаш вашите мисли само на оние работи кои сакате да ги реализирате. Максимум на секои 4 секунди мислите автоматски се менуваат, затоа е потребно свесно насочување околу 16 секунди за да започнат да се лепат истородни мисли. Започнете. Секогаш кога се плашите од нешто, верувате или очекувате нешто, тоа доаѓа кон вас во зависност од интензитетот на вложената енергија во стравот, вербата или очекувањето. Ова моќ на привлекување оди до таму што кога вие помислувате за некој болен дека е здрав, влијаете така што ја подигате неговата ниска енергија и фреквенција, со што придонесувате да започне процесот на заздравување. Кога некој ќе ви упати лош збор и длабоко ќе ве навреди, сетете се на оваа поука и веднаш блокирајте го со зборовите. Ти благодарам на љубезните и убавите зборови. Кажете му го тоа тивко, со смирен тон, со чувство дека навистина ви кажува убави зборови. Во спротивно, во вас ќе се создаде експлозивна реакција и колку и да не ја покажувате, ќе испрати вибрации до неговиот ум и тој ќе продолжи со лошите зборови. Но ако сте смирени, со верба веднаш ќе почне да ви се извинува. И не заборавајте, само вие го создавате светот во кој живеете, другите немаат моќ. Сами одлучувате дали ќе бидете слуга или господар на своите мисли и својот ум. Насочете ја својата мисловна енергија кон она што навистина го сакате. Замислете нешто убаво и забележете какви пријатни чувства ви се појавуваат. Научете да внимавате што мислите и чувствувате, повикувајќи ги секогаш оние мисли кои ви носат радост, спокој, мир и убавина во душата. Се започнува од вашата внатрешност за да се рефлектира на околината и да продолжи да се движи во Вселената. Вашиот живот радикално ќе ви се промени и ќе ви се исполнат сите желби за кои сте сонувале со години. Ограничувања нема да постојат. Прво што треба да направите е прецизно, јасно и позитивно да ги формулирате речениците и тоа по правилен распоред. Можете да го следите редоследот по кој јас го применувам законот на вистината, а тоа е: секогаш запишувајте ги сите идеи за да направите организирано планирање и дефинирање на посакуваната цел. Запишете што би сакале да постигнете, да направите или да имате и залепете го онаму каде што погледот ви застанува при будење и заспивање. Пронајдете слика од некое списание за она што сакате да го остварите и ставете ја на место каде што поминувате поголем дел од времето во текот на денот. Одредете датум до исполнување на целта. Опишете ја вашата цел како да сте оствариле, што ќе видите, слушнете, почувствувате. Надградете ги своите знаења за тоа што го посакувате, консултирајќи се со стручни лица од таа област. Запишете кои квалитети ви се потребни да ги поседувате за да остварите целта: знаење, упорност, трпеливост, комуникативност. Фокусирајте се на она што се го реализирале на сличен начин. Визуализирајте дека целта е остварена и користете автосугестијата и имагинацијата. Запишете си благодарност како тоа веќе да сте го реализирале и ставете ваша слика на која сте среќни. Замислете како пријателите ви честитаат за тоа што сте го реализирале посакуваното. Кога знаете што сакате да работите и имате силна желба за тоа,
Потребно е да започнете да го правите тоа и да му се посветите со целата душа и срце. Животот ќе ви се измени, ќе бидете среќни и полни со ентузијазам и енергија, згора на тоа за неколку години ќе бидете помеѓу најдобрите, а можеби најдобар во зависност од љубовта која сте ја вложиле во тоа. Не постои просечен човек. Сите ние сме супериорни кога ќе откриеме што сакаме и што очекуваме од животот. Кога одите на работа, наелектризирајте се со ентузијазам, исполнете се со среќа и појавете се таму со насмевка. За да најдете работа мора да знаете што сакате да работите. Започнете со имагинација, замислувајте го вашето работно место. Внесете се реално во проектот, а со тоа ќе создадете вибрација како веќе да работите. Тоа неминовно ќе ве вклучи на фреквенцијата наскоро работата да се појави. Не заборавајте, од лошите се учи најмногу, само наблюдувајте ги, не им возвраќајте и не иритирајте ги. Учете од нив со благодарност да не бидете како нив. Тие се испратени до вас за да ви бидат најдобрите учители и бидете им искрено благодарни. Токму на оние кои ве иритираат понудете им појадок, кафе, пијалак, купете им некоја мала ситница за на биро или за употреба. По сево ова, ќе имате само еден проблем. Ќе немате учители кои ќе ве учат какви не треба да бидете во животот. Сите ќе се однесуваат како што вие се однесувате. Заработете пари. Никогаш никој нема моќи да воспостави фреквенција и да ги повика материјалните богатства ако стои на вибрацијата на завидливоста. Никогаш и никому ни за момент не му завидувајте на тоа што го постигнал и она што го поседува. Имајте апсолутна контрола над мислите кога ќе дојдат богати луѓе во вашиот живот. Тоа не е случајно. Дадена ви е шанса да бидете на нивна фреквенција, само е потребно искрено да се израдувате на се што имаат. Афирмации. Имам неограничена сметка, можам да трошам колку што ми е потребно. Се радувам на сите кои се богати и јас сум дел од нив. За да привлечете свој дом, најпрво расчистете во мислите што сакате да поседувате стан или куќа. Најдете слики од она што вие го сакате и гледајте ги кога ќе ви се јават силни емоции. Започнете да ги следите огласите за продавање. Купете си некои ситници, слика, сувенир или нешто што вам ви буди емоции и кажете ова ми е за новото живеалиште. Наместете ги каде што ќе ги забележувате. Замислувајте како веќе да го имате живеалиштето. Воопшто, нека не ве интересира како ќе го имате живеалиштето, не создавајте грижа, затоа што грижите ја јадат среќата. Дали имаш пари или не во моментов, воопшто не е важно. Најважно е што имаш силна желба со доминантна мисла. Одбери какво возило сакаш да имаш и која марка. Купи си сувенирче за новото возило и некој освежувач кој ти се допаѓа. Започни да визуализираш како ги чувствуваш клучевите во рака, како седнуваш во возилото, како ја затвораш вратата и сама си. Патувајте без ограничувања. Секој што сака да патува може да оди каде било, но најпрво треба да знае каде сака да оди. Одлучете цврсто и половина од работата е веќе завршена. Пронајдете идеален партнер. За да може свесно да го повикате партнерот на својот живот, избегнувајте ги вибрациите предизвикани со врзување кон одредена личност и споредување со таа што треба да дојде. За да можете веднаш да го активирате привлекувањето, земете парче хартија и запишете какви карактерни особини и навики сакате да има вашиот иден партнер. Не заборавајте да ги правите оние работи кои би сакале вашата идеална половина да ги прави. Не заборавајте дека секогаш има некој кој чека да свие љубовно гнездо и да ве љуби, затоа што сте прекрасна личност и го заслужувате најубавото, искрената љубов. Откако ќе помислите дека веќе го најдовте, од тој миг се создава прашањето дали навистина е тоа тој. Ова е најважниот испит на кој многумина паѓаат, за потоа да утврдат дека тоа не е она вистинското. Зошто е тоа така? Среќата на љубовта не е на крајот од патот, таа е во патувањето кон целта. Убавината е во одружењето и запознавањето со луѓето. Колку е тоа подолго, толку е поубаво и на поцврсти темели.
Прекрасно е дружењето со луѓето. Кажете им, сакам да се дружам, да те запознам, да разговараме за се без ограничувања, да бидеме и другари, и пријатели, и брат и сестра, и мајка и татко, да бидеме блиски, искрени и доследни. Слободно кажете му какви мажи или жени ви се допаѓаат и што очекувате од животот. Нема што да загубите, ако сте само пријатели. Вашиот брак нека биде хармоничен. Бракот е оган кој може да гори, може да тлее и може да изгасне. Затоа се вели, секогаш, кога ќе почувствувате потреба од љубов и верност, повикајте се на искреноста. За секој настанат проблем, треба веднаш да се разговара, за проблемите да не пуштат длабоки корени, што би било погубно за двајцата. Ако му сгрешите нешто на партнерот и сте свесни за вашата вина, веднаш или најдоцна пред одење во постела, извинете му се и барајте да ви прости. Спасете го вашиот брак. Природно е убавите мигови да бледнеат колку сте подолго во брак. Пронајдете ги сликите или филмот кои будат љубов и среќа, погледајте ги за да се потсетите и да ги доживеете истите емоции. Бидете му верни на вашиот партнер. Неверството во бракот е повеќе од опасна работа, не поради самиот брак, туку за оној кој тоа го прави. Кога постојано мислите дека некој ќе ви изневери, вие сте на пат да ви се случи тоа. Колку посилни емоции вложувате во сомнежот, толку побрзо одите кон него, а и тој кон вас. Децата се слика на родителите. Ниту едно дете не е случајно тоа што е. Неговото однесување ја отсликува точната слика за неговите родители и амбиентот во кој расне. Не сме да се користат методи за заплашување, бидејќи децата се многу сугестибилни и веруваат во се што ќе слушнат од нивните идоли, родителите. Со нив треба да се разговара смирено, заинтересирано и сериозно, исто како со возрастна личност. Никогаш не им упатувајте погрдни зборови, да не се поистоветуваат со нив. И најгениалното дете можете да го уништите ако постојано му велите: ти си глупав, мрзлив, страшливец, невоспитан. Доколку нема интерес за учење и е немирно, не сака да јаде или пак често се разболува, повторувајте му ги овие зборови: ти учиш и секој ден си попаметен и поуспешен, ти си разбран, послушен и умен, ти имаш апетит и добро се храниш. Се што сакате да прави детето, кажете му го јасно, повторувајќи го неколку пати цела седмица. Променете ја иднината. Размислувајте за среќна иднина која ќе ја храните во мисловниот процес со сите прекрасни мигови кои ви причинувале задоволство и ве правеле среќни, а избришете го минатото. Секоја навреда, обезличување или каков било стрес што го носите во мислите, веднаш избришете го од умот, простувајќи му на оној кој тоа ви го сторил или на самите себе си. Почнете да давате љубов толку многу што нема да можете да се препознаете. Секојдневно по 2 до 3 пати гледате смешни инсерти, филмови, скриена камера или што било кој ќе ве расположи и ќе ви го разубави денот. Недете ги пријателите кои ве прават среќни и ве засмејуваат и дружете се со нив. Засакајте се себе си. Почнете да се цените, докажувајќи си себе си дека навистина вредите. Со вашите квалитети заслужувате да живеете прекрасен живот. Повторувајте ги постојано вашите квалитети. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Седми ден, засакајте се себе си. Во Вселената постои само едно катче за кое можете да бидете сигурни дека може да се подобри. А тоа сте вие. Олдос Хаксли. Секогаш се чувствувам среќен. Знаеш ли зошто? Затоа што не чекам ништо од никого. Да чекаш, секогаш боли. Животот е краток, затоа сакај го животот, биди среќен и секогаш смеј се.
Живеј за себе и запомни. Пред да зборуваш, слушај. Пред да пишуваш, мисли. Пред да повредиш, чувствувај. Пред да мразиш, сакај. Пред да умреш, живеј. Вие сте родени за љубов. Голем чин на изразување и учење љубов е грижата за себе и за своето тело. Најпрво, секој треба да се засака онаков каков што е, за потоа да ја засака околината и светот. Подарете му љубов на вашето тело. Подарете си љубов себе си. Кога љубовта ќе откриете во себе, тогаш ќе ја здогледате насекаде околу вас. Љубовта секогаш започнува од нас самите. Почнете појасно да гледате на се што се случува во вашиот живот, затоа погледнете ги потенцијалите во себе. Секој човек има своји потенцијали, но како ќе ги искористи зависи само од него самиот. Иницирайте промена. Избришете ги сите мисли кои водат кон неуспех, кој ве прави роб. Погледнете се во огледало и ветете си дека започнувате да се ги подарувате убавините на овој свет со следните зборови. Денес започнав да се менувам, јас веќе се променив. Потрудете се тоа да го поддржите со внатрешно чувство, за да ја подигнете енергијата за иницирање на промената. Бидете упорни. Не заборавајте, упорноста е важен услов за постигнување на целта. Бидете сам свој учител. Секој може да стане учител на својот живот. Добриот учител никогаш не е здодевен и секогаш е пријатно неговото друштво. Станете свој учител. Замислете дека сте учител, а ученикот сте вие самите. Направете имагинација, наблюдувајте се самите од отстрана. Пронајдете го рајот во себе. На секој му е дадена подеднаква моќ, но колку ќе знае да го искористи, тоа зависи од него самиот. Засакајте се и почитувајте го рајот во себе. Запомнете, секогаш сте на вистинското место и во вистинско време за сето она во кое сте сигурни. Штом ќе бидете сигурни во љубовта кон себе, ќе бидете сигурни во љубовта и кон животот, а и кон другите. Сакајте. Засакајте се. Секој сам си е креатор на смислата на животот. Практикувајте да се молите и заблагодарувате на убавините што ви ги дава животот. Бидете она што сте и тоа нека ви носи расположение и среќа. За да почнете да уживате во се, треба најпрво да се откажете од се. Не жалете по пропуштените шанси во животот. Тоа е како да тагувате по истуреното млеко. Не правете нешто само за да задоволите туѓи желби, а е спротивно на вашите ставови. Кога сакате да кажете не за нешто што не го сакате, кажете без двумење. Не правете нешто што ќе ве фрустрира и ќе ви одземе енергија. Бидете среќни со вашето физичко тело, тоа е прекрасно ако имате насмевка на лицето. Самодовербата е личен избор и вие сте тој кој ја создава. Правете го тоа во кое сте најдобри, имајте контрола и сигурност во она што најдобро го работите. Бидете љубезни со себе, а и со другите. Не оставајте ништо од денес за утре. Запишете си што сакате да промените, разговарете со подсвеста. Почитувајте го повеќе вашето мислење за себе отколку од другите. Најдете ја најубавата ваша фотографија и ставете ја на видно место. Погледнете го внимателно тоа прекрасно суштество на фотографијата и почнете да му подарувате љубов. Направете го среќен тој лик. Не можете да сакате искрено некого ако самите не негувате такво чувство во себе. Љубовта секогаш започнува од вас самите. Самиот поим емоционална енергија ја акцентира улогата и енергијата на емоциите во секојдневниот живот на секој од нас. Научните истражувања во последнава деценија се повеќе докажуваат дека за да напредува некој во сите сфери на животот не е доволна само ментална
енергија, туку треба и емоционална енергија. Секоја креативна мисла која е придружена со јака емоција создава огромна енергија која всушност е емоционална енергија. Мисла и емоција се всушност енергија. Доколку мислата е поврзана со емоцијата на љубовта, тогаш тоа е најкреативната енергија на планетата. Давањето на емоционална енергија создава уште повеќе емоционална енергија, а најмногу кога сте влюбени. Исто така се зголемува кога со искрена љубов им помагате на другите, со што ги правите среќни, па ви возвраќаат давајќи ви од својата енергија. Колку повеќе давате, толку повеќе добивате и креирате нова енергија. Внимавајте, најопасниот отров за емоционалната енергија е зависта, затоа никогаш не споредувајте се со никого, за ништо. Радувајте се на туѓите успеси и тие со радост ќе навраќаат во вашиот живот. Само започнете да им се радувате и ќе се изненадите колку тоа е едноставно. Бидете искрено среќни на успесите и придобивките на другите, за да дојдат и кај вас. Емоционалната енергија е таа која ви овозможува да бидете инспирирани, искрени, сочувствителни, непосредни, привлечни, трпеливи, добри, толерантни и се она што треба да го поседува секој човек. Секогаш, кога ќе помислите дека нешто ви недостасува и паѓате во депресија, препрочитајте го Нано Ниче методот. Токму во такви мигови тоа ви е потребно. Живеете полетно, среќно и исполнето. Почитувани слушатели, во идната среда ќе го завршиме циклусот Бог ја благословува Македонија во истиот термин, а во денешната емисија учествува спикерот Весна Атанасовска Вучич, тонско снимање Мирослав Костадиновски, Гајур Бериша, Бесим Кека, Игор Димов и Весна Спасовска. Тонско оформување на емисијата Борче Трагачевски. Избор на музиката Бијана Николовска. Автор на проектот, уредник и водител на Слушајте радио Гордица Величковска.